Presidente Ahmetin marveše nuk përmender në asnjë rresht shqiptarët. Решение на проблем што е пречка за едината на Македонија. Имаме бан коалицион да ги пасим марвеше джентлмени. Ние ќе носиме политички одлуки, а не преку мешање во правосудната власт. Ками волнетите чеште përfundimisht të përmbyllet. I think this will support Macedonia's security, its stability. Втората половина на следната година апсолутно да имаме целосно затворен процес. Implementation of the Prespa agreement is a step forward. Порано бевме македонци во цел свет. Сега ние самите се додадовме таа фуснота. Мислите ли дека луѓето ви веруваат кога ова го кажувате? Се трудиме институциите и таа ефикасност да ја подобруваме. Овој град се копал и се прекопувал и ќе биде така тоа. Bloqe energjetike Mladost, ndërtimi i shpejt, kursimi për hershëm i energjisë, objekte me vlerë dhe të sigurt. Vlera e godinës gjendet nën fasadë. Bloqe energjetike Mladost. Për të gjitha auditorin. Добро вечер, јас сум Горан Теменогов, а вие гледате економски магазин на Алсат. Полека се реши проблемот со пазарџиите кои се побунија против за нив штетниот закон кој го донесе собранието. Оваа тема беше во фокусот на вниманието деновиве и таа како и празничното расположение придонесе да заборавиме дека кон крајот на минатата година поскапе лебот. Пред 2 дена пак поскапеа нафтените деривати. Дали не чекаат нови повисоки цени во иднина? А што е заедничко за инфлацијата и законот за употреба на јазиците? Тоа е Народната банка на Македонија. Оваа институција се грижи за стабилноста на цените, а треба и да го спроведе дел од законот за јазиците. Затоа во емисијава ја поканивме гувернерката на НБРМ, Анита Ангеловска-Бежовска, со која ќе зборуваме и за банкарскиот сектор, дали може да се надеваме на пониски камати за кредитите и дали е можна нова економска криза. Добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Значи, пред да поминеме на чисто економски теми, да разјасниме нешто околу законот за употребата на јазиците кој веќе стапи во сила. Во овој закон, член 8, став 1 стои дека книжните и кованите пари, како и поштенските марки, ќе содржат символи што го представуваат културното наследство на граѓаните, што го зборуваат македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо. Гувернерке, кога парите ќе се прилагодат на овој закон? Значи, со донесувањето на законот, Народната банка пристапи кон изготвување на подетални анализи, ќе направиме и консултации со цел јасно и прецизно утврдување на нашите надлежности во тој, нашите обврски и временската рамка. Сепак би посочила дека промената на дизајнот, изгледот на парите и вградувањето на елементите како што посочите согласно со законот бара подолго време, значи мора да сме свесни за тоа. На тоа упатуваат и европските искуства. Еве на пример тука би можела да го посочам искуството на Европската централна банка, каде што од моментот на носењето на одлуката за издавање на нова серија на евробанкноти па до конечната фаза на финализација, нивното воведување и пуштање во оптек во просек поминува некаде околу и 5 години. Така да, меѓутоа, независно од сето тоа, Централната банка ќе направи детална анализа и нормално ќе го почитува законот. Дали ќе треба да се редизајнираат банкнотите и монетите? Дали потполно нова банкнота и монета треба да се добие или може на постојните банкноти и монети да се вметнат елементи? Како би се решавало? Дали имате представа и дали е можно да минимални редизајни на банкноти или мора да се оди на нова банкнота да се издаде за да се задоволат
барањето на законот. Токму и тоа и споменав, значи затоа и правиме подетална анализа за да може појасно да одредиме како ние би постапиле во следниот период, имајќи предвид дека и сега дел од банкнотите, например 100 денарката, банкнотата од 100 денари и сега содржи елементи кои отсликуваат албанската култура, тоа се елементи од една албанска куќа, исто така и банкнотата од 200 денари содржи некои елементи од албанската култура, например содржи елементи од шарината џамија во Тетово, џамијата во Битола, така да токму и затоа правиме подетални анализи да видиме кој е најоптимално решение, особено имајќи во предвид и количината на залихите на парите кои што ние ги имаме, нели секоја централна банка мора да има одредена количина на залиха, бидејќи сето тоа значи финансиски импликации, нели трошоци. Значи ќе гледаме решение кое ќе значи секако задоволување, почитување на законската регулатива, но и минимизирање на трошоците за цела економија. Генерално не може да се очекува тоа, например, до крајот на годината да се постигне. Ако се влезе во редизајнирање на банкнотите и на монетите, како оди тој процес, односно кој решава како ќе изгледаат и колку е реално да очекуваме? Спомнавте вие 5 години дека се чека, дали може да се забрза, но кој решава генерално како би изгледале банкнотите, од кого зависи? Значи, процесот е посложен. Прво треба да се донесе одлука за избор на идејно решение за тие банкноти за кои што ќе се процени нели дека е потребно да се направат промени. Значи, треба да се оди со отворен повик, тендер за избор на идејно решение, а потоа по изборот на идејното решение повторно треба да се оди со друг тендер за избор на компанија која што ќе ги печати значи новите банкноти. Потоа следат нели процедури на контрола, се до пуштање во промет, односно во циркулација на новите валути. Согласно законот за Народната банка на Република Македонија, значи Народната банка е органот, односно институцијата која што носи одлука за пуштање во промет на банкноти и монети на територијата на Република Македонија, а по-конкретно во рамки на Народната банка, тоа е Советот на Народната банка, како орган со највисоко одлучувачко право во рамки на Централната банка. Значи е сложена процедурата, но дали насетувате веќе од законот или дали веќе имате консултации колкав треба да биде обемот на имплементирање на законот, бидејќи е само наведено како што прочитав дека треба да има елементи. Нит се зборува дали во сите банкноти, дали во одреден број на банкноти, дали во една банкнота, едноставно не е прецизирано. Кој треба да го допрецизира ова, од кого да очекуваме одговори, бидејќи вие треба да се консултирате, вие со кого се консултирате, ние од кого да побараме одговори како медиум, да видиме кога ќе се знаат деталите како треба да биде регулирано ова. Значи, јас токму и затоа и велам, ние сме во процес на анализа, ќе направиме и подетални консултации со носителите нели на законската регулатива, за да може појасно да биде токму и за нас кои се обврските, со право споменувате, не е многу прецизен самиот член, кажува дека треба да има символи, но јас потенцирам и сега има символи, дали тоа значи на сите банкноти, на дел од банкнотите, на колкав дел од банкнотите, сето тоа е процес кој што ќе следи за да може да имаме јасна слика кои се точно врските, па за да може да продолжиме со активноста. Рековте имате залихи како Народна банка на пари, кога би требало да има ново печатење, ако не е тајна, деловна тајна, значи ако се забрза се во ова, кога би можело да се очекува најрано да се имаме банкнота која што ќе ги задоволи одредбите од законот за употреба на јазиците, значи кога би било најдобрата варијанта, најбрзата варијанта, дали имате некоја представа? Навистина, несериозно би било во оваа фаза мислам да зборувам со прецизни бројки, бидејќи навистина само што почнавме со анализата и не би можела да кажам, инаку ние си имаме редовен процес на надополнување на залихи, меѓутоа тука се работи значи на веќе да постојните валути кои што се во оптек. Едниот процес веќе започна пред крајот на минатата година, така ние би имале оваа година, но тој процес е веќе започнат и значи е редовен процес на надополнување на залихите на Централната банка. У секој случај ќе се почека до имплементација на членот 8 став 1 од Законот за употреба на јазиците. Време е за првата пауза, ќе се вратиме со разговорот после првите реклами. Останете со нас, бидејќи ќе разговараме за инфлацијата и за можните економски закани што се случуваат во светот и регионот и како тоа ќе се одрази врз македонската економија. Гувернерката е компетентна да даде одговори на овие прашања што се поставуваат се повеќе и повеќе во јавноста. Останете со нас, после рекламите се враќаме.
Во студиово е гувернерката на Народната банка на Република Македонија, Анита Ангеловска-Бежовска. Зборувавме за законот за употребата на јазиците, кога може да очекуваме првпат да видиме банкнота според овој закон, односно со мотиви од што се од етничката заедница на албанците. Гувернерке, во Македонија веројатно од три работи се плашат граѓаните. Тоа е од промаја, од своите мајки и од инфлацијата. Во декември поскапе лебот, пред 2 дена пак поскапеа нафтените деривати. Дали постои опасност од пораст на цените? Добро, јас прво по-генерално би кажала дека во Македонија повеќе години наназад, значи подолг период, ако ги тргнеме првите транзицијски години, во основа имаме стабилни ценовни движења, значи се задржува ценовната стабилност, која што впрочем е и клучна компонента на целокупната макроекономска стабилност во нашата економија. Изминатата година, 2018 година, нашите проекции како Централна банка за инфлацијата за целина, за целата година, беа 1,6% пораст, просечен пораст на цените. Остварувањата се многу близко до нашите очекувања. Остварувањата се 1,5% инфлација, што значи само 0,1% поен пониска инфлација од нашите очекувања, што генерално упатува на повторна констатација за натамошно задржување на ценовната стабилност. Ако ја погледнеме структурата на инфлацијата, кои се факторите кои што ја движат инфлацијата, може да се види дека минатата година имавме одреден пораст и на цените на храната, имаше пораст на цените на енергијата, сето ова во линија со глобалните движења на меѓународните берзи на примерни производи, а исто така одредено нагорно поместување се забележа и кај базичната инфлација, која што изнесуваше исто некаде околу 1,6%. Точно ова што го посочите, значи пред крајот на годината имаше поскапување на цената на лебот. Ние подетално ги анализиравме движењата во декември, кога очекувавме дека тој ефект треба да се види, и точно е дека во категоријата леб и жита, која што сепак е значајна категорија, чие што учество во вкупниот инфлацијски индекс е некаде близу до 8% поени, се забележа пораст, имаше 0,4 месец на месец, значи декември со ноември. Меѓутоа, ако ја гледам во просек, таа категорија цени на леб и жита, како што е дефинирано во инфлацијскиот индекс, кој што го објавува Државниот завод за статистика, сепак на годишна основа, тука има одредено надолно поместување, значи од прилика околу минус 1% имаме пат на цените. Минатата година тоа што ја одбележа е, како што споменав, на светските берзи позначено поместување на цената на енергенсите, особено цената на нафтата. Впрочем, тоа беше втора година кога се забележа позначено нагорно поместување на цената на енергенсите, и 2017 имаше двуцифрен раст на цените на нафтата. Тој двуцифрен раст продолжи минатата година. Во просек растот овие 2 години изнесуваше некаде околу 23%, што секако влијаеше на цената на енергенсите. Меѓутоа и со овие поместувања, значи раст на цените на примарните производи, сепак инфлацијата остана во контролирани рамки. Што ќе се случува годинава? Бидејќи растат нафтените деривати, расте нафтата на светските пазари, што очекувате тука и што ќе очекувате со храната? Бидејќи мора да напоменеме дека храната е 70% од издатоците од домашниот буџет на граѓаните да го даваат за храна. Значи огромен дел од парите просечно македонско семејство троши за храна. И тоа е еден од основните давачки што ги дава, најголемиот дел од парите ги троши за тоа. Што очекувате во овие два елемента? Дали ќе раста, дали ќе се стабилизира и дали има простор да се вратат цените на лебот на пониско ниво? Значи, нашите проекции за цените, за движењето на цените за оваа година, 2019, се инфлација од околу 2%, што би значило за натамошно задржување на ценовната стабилност и движење на инфлацијата близу до некој историско обичаено ниво за македонската економија. Секако кога ги правиме проекциите, ние поаѓаме од одредени клучни претпоставки за движење на цените и на храната и на енергенсите, меѓутоа одредени претпоставки за вкупните увозни цени, бидејќи нашата економија, македонската економија е мала, отворена економија, каде што увозните цени играат значајна улога во дефинирање на
цените на потрошувачката кошница на граѓаните. Нашиот последен циклус на макроекономски проекции е циклусот од октомври оваа година, кој што беше јавно презентиран, во кој што ние слеговме со проекција за инфлацијата за оваа година од околу 2%, при тоа појдовме од следниве предпоставки. Во таа фаза, значи во таа точка, се очекуваше на тамошен раст на цената на нафтата 3-4%, меѓутоа 3-4% после овие 2 години на висок, двуцифрен раст на цените на нафтата. Исто така се очекуваше да продолжи трендот да растат цените на примарните производи, вклучително и на цените на храната. Затоа и ние за 2018 проектиравме инфлација од 1,6, а предвидовме одредено нагорно поместување токму меѓу другото и поради овие повисоки влезни предпоставки. Но оно што би сакала да го потенцирам, постои голема променливост на меѓународните берзи за примерни производи. Например, како што споменав за цените на енергенсите, во таа фаза очекувавме раст, продолжен значи раст од околу 3-4% на цените на нафтата, но најновите проекции сега пак за цените на нафтата се нејзин пат за оваа година. Значи можеме да очекуваме поевтини деривати, но може да се плашиме дека прехранбените производи може да не бидат поскапи. Видите, исти се проекциите и кај прехранбените производи, значи во таа фаза се очекуваше да продолжи трендот на раст за оваа година, меѓутоа сега кога ги гледаме најновите проекции, бидејќи ние самите како Централна банка не правиме проекции, значи ги користиме познати аналитички куќи, меѓународни финансиски институции и сега генерално за примарните производи, значи и за енергијата и за храната, очекувањето сега се пониски во споредба со нашите проекции во октомври, кои што проектира ценовен раст од околу 2%. Меѓутоа, морам да потенцирам дека постои голема променливост на меѓународните пазари, така да проекциите се менуваат. Од таа причина ние постојано ги следиме, постојано гледаме што значат новите проекции визави нашите очекувања во оној момент кога сме ја направиле проекцијата и нормално будно ги следиме. Но со сегашно, во овој момент ако треба да им порачаме на граѓаните е дека во моментов може да не се плашат дека ќе има дополнителни трошоци за храна и за нафтени деривати, дека нафтените деривати се регулираат со регулаторна комисија за енергетика методологија која е спорна, но окей, но генерално храната не би требало во овој момент да очекуваме да поскапува. Да, генерално тоа би можело да се резимира, значи со оглед на овие предпоставки и сегашните движења и очекувања на светските берзи, не би требало да има поголеми нагорни поместувања кај овие категории во инфлацијата и вкупната инфлација. Пред 7 дена во ова студио зборувавме за Брекзитот. Вие ги следите како институција случувањата во светот и во Европа. Дали сме пред нова економска криза? Зборувам за криза, не зборувам за очекуваната рецесија, која после успони на економијата секогаш доаѓа до паѓање, бидејќи тоа е циклус во капитализмот и во развиените земји. Зборувам за нова економска криза, која што може да ги измести фундаментите на економијата и да траат последиците повеќе години од кога би избила кризата. Дали има такви индикации? Добро, ако реферирам на последните видувања, например, на Меѓународниот монетарен фонд, како навистина релевантна институција на глобално ниво, тие, мислам дека вчера направија ажурирање на последниот светски економски преглед, кој што беше објавен во октомври, со кој што, на среднорочен период даваат видувања за движењата на глобалната економија и за одделните региони и подрегиони во рамки на глобалната економија. Најновите, значи, очекувања на Меѓународниот монетарен фонд е дека глобалниот раст ќе продолжи на среднорочен период, меѓутоа очекуваат одредено забавување на динамиката на растот. Ако за 2018 година се очекува или се проценува растот некаде околу 3,7%, значи зборувам за глобалната економија. 2019 се очекува одредено забавување некаде 3,5% и за 2020 година од прилика слична динамика некаде околу 3,6%. И сега, она што е важно да се потенцира, дека ова сепак значи надолна ревизија во однос на претходните проекции, кои што ги имаше Меѓународниот монетарен фонд. За 2019 година надолната ревизија е за минус 0,2%, а за 2020 година минус 0,1%.
Сепак, ако се гледа по региони, подрегиони, различни се видувањата, некаде има поголема корекција, некаде има надолна, некаде има нагорна корекција. Меѓутоа, сепак генералната слика, ако ја гледам, значи се уште не се зборува за криза, туку се зборува за забавување по стапки на раст, кои што во глобални рамки се сметаат дека се солидни стапки на раст. Да, но многу битно во сево ова е каква ќе е состојбата со Европската унија пред се со Германија. Гледаме дека една голема економија се заминува од Европската унија, тоа е британската економија, и останува најголемата економија, тоа е Германија, со која што ние имаме огромна трговска размена, значи како Република Македонија, и она е носител на стабилноста во Европската унија, а во Европската унија имаме прилично нестабилни земји кои што можат да предизвикаат големи турбуленции. А какво е здравието на економијата во Европската унија и пред се во Германија, која што не е најголем трговски партнер? Дали може тука да дојде до поместување и да се одрази на Македонија? Да, значи, во контекст на ова што го зборува, ако гледаме под регионот, Европа, еврозона, тука е направена одредена надолна корекција на очекувањата за растот и за 2019 и за 2020 година. Ако се погледне во структурата на земјите, корекцијата, како што со право нотирате, е направена кај Германија, направена е кај Италија, значи тоа се економиите кај што сега се очекува послаб раст, меѓутоа да потенцирам се зборува за раст, а не за контракција на економијата, но послаб во споредба со изминатата година, а динамички ако се гледа потоа на среднорочен период се очекува забрзување повторно на нивната стапка на раст. Има и одредени специфични фактори, нормално, кои што влијаат во самите овие економии, покрај глобалните фактори, како глобален фактор, кој што генерално влија на глобалната економија, вклучително и на германската економија, која што е доста зависна од извозот, нели, па нормално и на сите случувања во останатите економии. Тоа е ризикот од интензивирање на трговските бариери. Сведоци сме дека во 2018 година започна еден процес на интензивирање на трговските бариери во глобални рамки, кој што сега главно е на релација Соединети Американски држави и Кина, меѓутоа дел од мерките се однесуваат и на Европската унија, но ако се гледаат, да речем, меѓународните финансиски институции кои што прават анализи за ефектите од затегнувањето на трговските релации, постојат различни оценки во зависност од предпоставките кои што се користат. Во голема мера некои од оцените упатуваат на бенигни ефекти, поаѓајќи пред се од состојбите сега. Зошто зошто доаѓа до такви констатации? Во суштина велат дека за сега мал дел од обемот на трговијата е зафатен од стоките. Проценките се некаде околу 1% од вкупниот волумен на стоки кои што се предмет на трговија, и дека така гледано, ако нема натамошна ескалација, значи тоа е многу битна предпоставка, дали натаму ќе има ескалација и дали така се прошири и на други земји и на други производи. И оттаму, нели, различни се сценаријата за можните ефекти. За нас конкретно, за македонска економија, па и генерално за сите отворени економии, како што е нашата економија, секако ние сме прилично интегрирани во тие трговски текови и неповолните случувања надвор секако може да имаат неповолни импликации и на нас. Меѓутоа, сега, следејќи ги податоците за трговијата, до сега ние не гледаме некои повидливи ефекти, не значи дека не постојат ризици, ризиците постојат, треба будно да се следи, но сега трговијата кај нас солидно расте околу 16%, ние, например, извозот, што значи забрзување во споредба со изминатата. Да, рековте трговски бариери, во центарот на сите трговски бариери и трговски случувања се Соединетите Американски држави. Таму во моментов е голема енигма што се случува. Првин, федералните резерви ги зголемија каматите конкретно минатата година, што кажуваат дека треба да забави малце нивната економија. Исто така имаат проблеми и со администрацијата, се натегнуваат председателот Трамп со демократите околу зидот и делот од администрацијата не добива пари, едноставно не ја финансираат, не се финансира, бидејќи е блокирана буџетот. Влезење Соединетите Американски држави во повеќе трговски војни, пред се со Кина, но тука и со Европската унија околу челикот и алуминиумот. Дали
Сепак премалце внимание посветуваме на тоа што се случува во Америка. Знаеме дека големата криза во 2008 почна од таму и се прелеа во Европа и се претвори од банкарска во голема финансиска криза, кај што без малку ќе го урнеше и еврото заради лошата политики што ги има во банкарскиот сектор во Соединетите Американски држави. Дали има сигнали дека може да се разгорува состојбата во Соединетите Американски држави на полошо и да влезе во потполно нестабилен период? Добро, значи, како ние, така и целокупната меѓународна заедница будно ги следи случувањето во американската економија, секако заради незината големина и мултипликативните ефекти кои што таа може да ги има нели врз остатокот на светот. Јас баш со внимание ги погледнав и констатациите најнови на Меѓународниот монетарен фонд, нивните очекувања во однос на американската економија. Оно што можам да го видам е дека сега за сега исто така генералната констатација за глобалната економија за бавување е таа констатација валидна и за американската економија. 2018 година растот во Америка се проценува некаде близу 3,29%. Меѓутоа се очекува оваа година тој раст да забави, но зборуваме сепак значи за раст 2,5% раст. И во среднорочен период исто така се очекува некое умерено забавување. Ризиците кои што постојат во американската економија, вклучен вие го споменавте процесот на сколемување на каматните стапки. Значи, ако се вратиме малку наназад, во посткризниот период, значи, најразвиените централни банки спроведува ултраакомодативна монетарна политика, меѓутоа Централната банка на Соединетите Американски држави почна прва постепено да излегува од таа акомодативна политика, а што беше причината за тоа? Причината беше бидејќи американската економија почна да заздравува со одредено темпо и нивните проценки се да, тоа е нели основната законитост во економијата, кога почнува економијата да заздравува и се креираат одредени притисоци, постепено започнува процесот на нормализација на монетарната политика. Зголемувањето на каматните стапки во основа е сигнал дека економијата заздравува. Инаку Централната банка, особено во ФЕД, имајќи го предвид начинот на кој што е дефиниран нивниот мандат, тие не би уделе со зголемување на каматни стапки доколку нивните проценки се очекувања за рецесија. Ајде да се вратиме на домашно поле. Велите ФЕД ги зголемува, почна да ги ЕЦБ, Европската централна банка да ги зголемува, ама тие се минусни, така што генерално нема никакво значење, не поскапуваат парите во Европската унија, но зошто контра овие политики што се водат во светот, вие намалувате референтната каматна стапка, ја намаливте референтната каматна стапка. Зошто ја одобавувате монетарната политика во Македонија кога другите ја затегнуваат? Добро, водењето на монетарната политика во една економија зависи од повеќе фактори. Значи, за една економија која што спроведува стратегија на таргетирање на девизен курс, значи одржување на стабилен девизен курс во однос на еврото, во конкретниот случај, за нас имаме два клучни параметри. Инфлацијата, која што, како и претходно што кажав, на континуирана основа се одржува во стабилни рамки, и вториот параметар е движењата во екстерниот сектор, платниот биланс и импликациите од тоа врз девизните резерви. При тоа секако дека ги следиме случувањата надвор од нашата економија, бидејќи случувањата надвор од нашата економија може значајно да влијаат на девизниот капацитет и потенцијал на нашата економија, кој што пак го дефинира просторот што го има монетарната политика. Прво што би кажала е дека ние поскризно, следејќи ги нормално и останатите централни банки и гледајќи дека постои простор во нашата домашна економија, реагиравме акомодативно, значи каматните стапки ги сведовме на историски ниско ниво. Со овој процес на намалување на каматните стапки продолживме изминатата година, кога имавме 3 намалувања и со тоа каматната стапка ја сведовме 2,5. Кај нас постои простор за тоа. Значи, вие добро споменавте дека во Европска унија каматните стапки се негативни. Значи, ние имаме распон, спред во однос на каматните стапки во Европска унија, кој што ни дава простор
или ни даде простор и натаму да ја намалиме каматната стапка, а без при тоа да креираме некои притисоци или неравнотежи во нашата економија. Значи, домашните околности, ние никогаш не ја спуштивме до тоа ниво до кое што ја спушти Европската централна банка. Тој распон го задржавме, што е неопходно да имаме одреден распон, зашто сепак распонот во каматната стапка рефлектира и краткорочни разлики меѓу економиите, но и долгорочни структурни разлики. Да го јасниме на гледачите. Соединетите американски држави ги поскапуваат парите, едноставно поголем трошок за позајмување и да се размислат дали ќе ги земат, бидејќи ќе треба поголеми камати да даваат и така ја забавуваат малце инвестициите, односно ги сведуваат на некои реални инвестиции за да не се прегрее економијата, за да нема преголема раст, после тоа преголем пад. Европската унија исто така се обидува да дојде до некоја ставка кој што ќе ги поскапе минимално парите за да нема толкова ликвидност, едноставно да не се влегува во инвестициони циклуси. Уште не е почнато, да. Но кај нас банките се ликвидни, многу пари имаат, многу, но се уште се скапи парите. Едноставно не ги даваат во стопанството, во бизнисот за да ги инвестираат. Бизнисот се уште мора да плаќа големи камати, релативно големи во споредба со другите земји, за да добие кредит, за да може да инвестира. Вие сакате да ја релаксирате од една страна. Сите, кога вие релаксиравте, но не доволно, повторно нашите банки не кредитираат, зборуваме за стопанството, не за граѓаните, не го кредитираат колку што очекува стопанството. Како ќе ги натерате банките да ве следат? Добро, значи ние токму преку овие мерки кои што ги преземаме, влијаеме и сигнално. Значи нашата порака е дека во суштина постои простор за засилена кредитна активност. Јасно го кажуваме тоа, меѓутоа исто така да кажам дека во посткризниот период во просек Македонија е една од економиите од Централна и Југоисточна Европа со повисок кредитен раст. Значи се треба да оценуваме релативно во кој период тоа се случува, кои се околностите, бидејќи имаше затегање на регулативата на по глобални рамки и кај нас, значи генерално кај нас кредитната поддршка беше солидна. Добро констатирате дека недоволна веројатно кај корпоративниот сектор. Поддршката на граѓаните во просек е во изминативе неколку години е некаде околу 10%, што е сосема доволна поддршка. За банкарскиот сектор, последно ме интересира за фирмите, за бизнис. За минатата година, која гледам, се гледа забрзување и кај кредитите на корпоративниот сектор. Значи, најновите податоци за 2018 година упатуваат на одредено, умерено, но сепак забрзување на кредитната поддршка и за корпоративниот сектор, некаде околу 4,5% е кредитниот раст, во споредба со изминатиот период, кога беше некаде околу 2% раст. Всушност, ние се обидуваме, значи преку нашите мерки да обезбедиме еден амбиент на поволни финансиски услови, продолжени поволни финансиски услови, кои што ќе значат и релаксирање, натамошно релаксирање на условите по кои што може да се обезбеди пристап до кредити. Во колизија не влегувате. Од една страна сакате да ги релаксирате и да им кажете на банките да кредитирате, но од друга страна нашата регулатива и вашата поставеност како Народна банка е една ригидна, цврста организација која што не дава простор за многу излети на банкарскиот сектор. Едноставно добиваме впечаток дека прилично лабоко и добро ги контролирате и од една страна сакате да им кажете да летајте, ама од друга страна им ставате олово на нозете, викате не може да летате бидејќи ваква е регулативата. Па јас не би се согласила со тоа. Во принцип, еве вака како гледаме, значи ние како Централна банка во основа имаме доста барања, значи ја следиме европската регулатива, меѓународните прудентни стандарди и се трудиме до степен кој што е тоа можно да се имплементира во нашата регулатива, бидејќи она што е важно не е да се расте на краток рок. Она што е важно да расте кредитната активност на подолг рок и тој раст да е одржлив. Зашто ние ако се споредиме, да речеме во предкризниот период со многу земји во соседството, кредитната активност беше енормно зголемена. Меѓутоа, што се случи во посткризниот период? Има целосна контракција на кредитната активност. Ние го избегнавме тој циклус на преголем кредитен раст, а потоа пат на кредитната активност. Значи, она што според мене е важно,
Треба да има раст, кога го оценуваме, тој раст не треба да гледаме краткорочно што се случува во ова или другата година, меѓутоа на среден период и тој треба да е таков раст што нема да креира ранливости во финансискиот систем, затоа што јасно видовме дека кризата произлезе всушност во период кога имаше макроекономска стабилност, немаше инфлација, меѓутоа ранливостите беа креирани во финансискиот сектор, токму поради лабави или недоволни стандарди. Изборуваме за ранливоста на банкарскиот сектор после вториот сет реклами, но пред да одиме на втората пауза, две блиц прашања. Ако избие нова економска криза или се влошат економските состојби, една од опциите како да се преброди е можноста да се задолжува државата и преку тие задолжување да финансира проекти кои што ги генерираат раст и да се излезе така од кризата. Тоа беше така, се спасивме и во 2008 кога претходната влада врати голем дел од долговите и го сведе јавниот долг на 27% и после тоа го зголеми на 46-47% од бруто домашниот производ јавниот долг, го инвестираше кај што го инвестираше, сега ги имаме последиците од лошите инвестиции, но економскиот раст не пропадна, туку имавме економски раст благодарејќи на задолжување и на трошење на парите. Во оваа година се очекува 50% да надмине јавниот долг. Дали при евентуални проблеми во економијата имаме простор со задолжување да пегламе евентуални последици од економска криза? Значи, генерално, како и во сите економии, така и кај нас, поскризно, како што споменавте, Министерствата за финансии, особено оние каде што фискалната политика беше претходно попрудентна, па имаше ниски нивоа на долг, можеше да го искористи тој простор за контрациклично делување, значи тоа не е ништо специфично. Меѓутоа сега сме во фаза, особено во фаза кога во економиите кај што забрзува, значи растот, забрзувањето на растот секако дава простор за консолидирање на долгот, бидејќи долгот кога го мериме и го гледаме, не го гледаме нели во номинални износи, туку го изразуваме како процент од БДП. Така да овој канал на забрзување на економската активност е многу значаен за да економиите може да го консолидираат долгот, секако покрај директните мерки, дискрециони мерки во однос на самиот буџет, неговите приходи и трошењата на буџетот. Важно е, се разбира, значи ние состојбата кај нас во однос на јавниот долг, последните податоци од минатата година покажуваат јавен долг од 48% од БДП. Ако гледаме само долгот на општата влада или General Government, тоа е некаде околу 40% од БДП. Секако факт е дека ова се многу позначени нивоа во споредба со предкризниот период, како впрочем и секаде, иако кај нас и со ваква политика, бидејќи нивото беше пониско, сепак ние не сме над некои рамки и граници кои што се сметаат граници за прудентно. Например, Мастришкиот критериум, како што знаете, е 60%. Но дали имаме простор? Бидејќи границата е некаде за Македонија 50%. Дали имаме простор, бидејќи Министерот за финансии најави 6% изголемување на јавниот долг за година, во 48 тоа е 54 и да не се реализира тоа да биде понизок, пак ќе биде над 50%. Дали сметате дека не остава простор за интервенирање во случај на криза и дали ви можеби ако расте јавниот долг ќе почнете да ја затегнувате монетарната политика? Значи, реакцијата на монетарната политика зависи од повеќе фактори, меѓу кои еден од факторите е однесувањето на фискалната политика. Впрочем, тоа што ме прашавте зошто ние продолживме со релаксирање, една од причините зошто ние можевме беше во значајна мери однесувањето на фискалната политика. Минатата година знаете дека буџетскиот дефицит беше понизок од тој што беше проектиран. Значи, ако колку едната политика се однесува попрудентно, толку остава простор за другата политика. Нашето однесување ќе зависи од многу фактори, значи на тамашно зборувам, вклучително и однесувањето на фискалната политика. Добро е што, од друга страна, фискалната стратегија на Министерството за финансии предвидува постепена фискална консолидација преку намалување на буџетскиот дефицит, значи тие планираат на среднорочен период буџетскиот дефицит да се сведе до 2,1%.
тоа бидејќи буџетскиот дефицит е всушност тоа што бара дополнително задолжување за да може да се тоа е кумулираниот долг, наталожениот долг, така се таложи долгот со буџетски дефицит. Тоа е онаа буџетска дупка што ја викаме, во суштина тоа треба со задолжување да се финансира, бидејќи мора да биде нула буџетот. Апсолутно, нашиот став е познат дека потребна е консолидација. Дали добро оди со консолидацијата? Па податоците кои што сега ги гледаме и проекциите на Министерство за финансии упатуваат дека Министерството се движи во таа насока. Сепак ќе следиме, ќе гледаме, бидејќи и од тоа зависи нели просторот што го има монетарната политика. Време е за втората пауза, се враќаме после рекламите, останете, ќе зборуваме за каматите на кредитите, она што не интересира нас граѓаните, како ќе се движат овие ставки, ќе зборуваме за здравието на банкарскиот сектор и затоа ве поканувам, останете после рекламите со нас. Во студио е гувернерката на Народната банка на Република Македонија Анита Ангеловска-Бежовска. Зборувавме за инфлацијата, зборувавме за останатите работи што ги интересираат граѓаните, дали е можна економска криза, каква е фискалната, но и монетарната политика. Останува да зборуваме и за банкарскиот сектор. Она што сите не интересира, сите нас граѓани е тоа каматите на кредитите. Значи сите се соочуваме со тоа колку да плаќаме на банките на име на камата, може ли да очекуваме пониски камати? Значи, каматите во банкарскиот сектор се рефлексија на повеќе фактори, вклучително и однесувањето и сигналите кои што доаѓаат од монетарната политика, како што и прокоментиравме досега, токму во таа насока и релаксирањето кое што беше направено, односно продолженото релаксирање на монетарната политика. Ако ги анализираме монетарната трансмисија, значи колку банките во основа постапуваат по сигналите на Централната банка, може да се види и нашите емпириски оцени упатуваат на релативно солидна монетарна трансмисија. Еве, например, и за минатата година, ако ги земам двете намалувања, бидејќи последното беше направено во декември, пред крајот на годината, сепак за монетарна трансмисија потребно е подолго време за да се пренесе тие ефекти во банкарскиот систем. Да објасниме од кога вие ќе донесете одлука да ја намалите, кога ќе реагираат, колку месеци после тоа ќе се реагираат банките. Така, коректно. Значи, проценките, ако ја гледам изминатата година, се дека сепак банките ги намалија, продолжија значи со намалување на активните каматни ставки, иако интензитетот на нивното намалување беше нешто помал од интензитетот на нашето намалување. Иначе поскризно, значи во целиот период, како ние ја намалуваме каматната основната каматна стапка, тоа е впрочем каматната стапка на благајнички записи, значи од подолгорочна перспектива се зборувам, исто може да се забележи истиот тренд и кај активните каматни стапки во банкарскиот. Зошто не ги следат побрзо, колку што вие ја намалувате? Зошто секогаш они помалце намалуваат од што вие намалувате? Видете, не е тоа ни вообичаено. Значи, сепак на банките потребни одредено време да направат анализи, согледувања кај кои продукти тоа може да ги прилагодат, повеќе повеќе фактори влијаат. Сепак да не заборавиме, значи, цената на нивните услуги тие дефинираат имајќи во предвид цел спектар. Значи, ризиците, конкретните субјекти кај конкретните производи, перспективите за економијата, каква е структурата на нивниот биланс. Сега добро е, се е добро, гледаме дека вие давате сигнали, кажувате и дека има опасности за економијата, но нема да биде страшно. Зошто не следат да ги намалат уште повеќе? Од што толку зависи? Зошто да не добиеме за стамбени кредити, например на 20-30 години, што се отплаќаат многу ниски камати, например 2-3% да биде каматата? Зошто не можеме да го постигнеме тоа кај нас? По меѓународни стандарди и норми, бидејќи има посебни методи преку кои што се оценува, мислам емпириски методи преку кои што се оценува степенот на монетарната трансмисија или пренесувањето на сигналите, резултатите кои што ние ги добиваме се навистина на повисоката граница. Например, ако ние сме ги намалиле за 0,5% поени минатата година, банките намалиле негде повеќе од 0,3% поени, а последново намалување во декември, јас очекувам на тамошна трансмисија, впрочем како што видов во медиумите, мислам дека на новинарски прашања банките, некои од банките веќе има укажување дека прават нови анализи и дека ќе го следат нашиот сигнал и ќе продолжат со намалување на каматните ставки. Значи да ветераме вие да ги намалувате почесто благајничките записи, каматите на благајничките записи, па за да очекуваме и ние пониски камати.
Само да кажам, зависи од многу фактори, однесувањето на монетарната политика, така да сложен е процесот. Значи, секогаш кога имаме можност, ние тоа го правиме. Од една страна зборуваме за камати ниски, да добиеме на што се должат огромните профити на банките. Гледаме дека прилично профитабилни се за македонски услови, на што се должат кога економијата па не излезе од криза, политичка криза што генерираше забавен раст, никаков раст, па сега имаме ревизии на растот на очекувањата исто така. Од каде црпат толку банките профити кога во стопанството не кредитираат толку многу? Значи, факторите на приходите на банките пред се зависат од нивната активност, од типот на банкарството. Ние во нашава економија, како впрочем и во регионот, се работи за традиционално банкарство. Ако се види активата на банките, во најголем дел, значи, нивниот главен извор на приходи се кредитите, кои што тие ги даваат, а најголем трошок во пасивата им се депозитите, зашто ние имаме банкарски систем каде што главен извор на финансирање на кредитната активност е депозитната активност. Отому и логично, така е. Отому логично е, значи најголем извор на остварување на приходи и на профитабилност на банките се нето приходите, кои што тие ги остваруваат од кредитните и депозитните активности. Значи тие се клучна детерминанта ако се погледне билансот. Понајатаму банките остваруваат приходи исто така и од провизиите кои што ги за различни видови на услуги кои што ги дават. И сега ако го гледаме трендот, значи на профитабилноста 2018 година, првите 3 квартали визави истиот период 2017 година, од каде доаѓа овој пораст? Прво генерално би кажала дека имаше и некои еднократни фактори кои што влијае на тамошен поизразен раст на профитабилноста на банкарскиот сектор, меѓутоа имаше и некои поструктурни фактори. Прирастот, ако гледаме компонента по компонента, во основа доаѓа од намалена исправка на вредност како една категорија. Да објасниме тоа. У суштина имале банките лоши пласмани, успеале да си ги наплатат, да ги претворат во пари лошите пласмани и тоа им доаѓа како кеш и како профит. Така, апсолутно. Тоа е тоа, значи напорите на банките да ги наплатат лошите побарувања за кои што претходно банките издвоиле резервации, значи во претходни години тоа негативно се одразило на нивниот финансиски резултат. Сега со наплатата на побарувањето се остваруваат тие вонредни, би рекла, на некој начин приходи. Профитираат и уште од неколку работи, тоа се од провизии. Значи, провизиите се високи, граѓаните се жалат, а освен од провизии се жалат и за скриени трошоци што имаат. Ги контролирате, имате ли моќ да контролирате, како би се решило овој проблем? Например, се случува за одржување на сметка, на дебитна картичка, да биде во минус отеден граѓанинот, а може и да не знае на трансакцијската сметка дека отишол, бидејќи му се земени 330 денари за одржување на сметката. Со сила го буткаат во минус, иако на таква сметка не би требало да оди, бидејќи е дебитна и нема дозволен минус. Со сила банката го бутка во минус. Ги контролирате и му кажувате дека тоа не е фер пракса, бидејќи од сметка на нула не може да оди во минус, кога самите не дозволуваат банки да оди во минус. Услугите кои што ги даваат банките се предмет на регулирање со посебни закони. Законот за облигациони односи, Законот за заштита на потрошувачите, Законот за работење со харти од вредност, значи зависно од типот на услугата која што ја даваат банките. И во тие закони во основа онае што е важно е дека се става акцент на транспарентноста, мора да е јасно за странката кои се трошоците, значи мора да е транспарентно, меѓутоа и се воспоставуваат и некои максимални ограничувања на цените на одредени видови на производи. Но во рамките, значи до тој максимум, бидејќи пазарна економија, нели, банките во основа сами ја детерминираат својата цена. Ние или ајде да кажам вака, генерално централните банки, значи не можат директно да влијат на цените на производите кои што ги нуди банкарскиот систем, меѓутоа она што е наша задача индиректно преку промовирање на поголема конкуренција во банкарскиот систем, самата конкуренција природно да доведе и до поширока палета на услуги на граѓаните, која што ќе овозможи поголем пристап на граѓаните до финансискиот сектор и по поповолни цени. И тука е фокусот на централните банки. Меѓутоа, да потенцирам дека во посткризниот период и во рамки на Европската Унија, сепак се доработува регулативата во делот на финансиските услуги и се ставаат некои појаки одредби во делот на
трошоците. Ова особено се однесува на ранливите категории на население. Имплементирање? Па видите, во делот на платежните услуги ние веќе известен период интензивно работиме со Министерството за финансии на новиот закон за платежни услуги и веќе законот е во драфт верзија. Се надевам дека во скоро ќе биде доставено за мислење. Ни истекува времето, морам да ве прашам за стабилноста на банкарскиот сектор. Ни се случи на случајот со ЗКП Лагонија, каде што банките активираа хипотеки, односно сака да извршуваат за да се наплатат долгови. Дали може банките да бидат изложени кон одредени фирми над 25% од својот капитал? Едноставно, дали ги контролирате добро и дали може да ни се случи одредена фирма заради X причини да го загрази банкарскиот сектор? Значи, согласно со законот за банки, има јасна одредба дека изложеноста кон еден поединечен субјект или повеќе поврзани субјекти не може да надмине 25% од собствените средства на банките, односно едноставно кажано од капиталот на банките. Ова не е наш стандард, ова е базелски стандард кој што исто така е имплементиран во европската регулатива. Ние веќе со години наназад ја имплементираме, значи ја зајакнуваме домашната регулатива пратејќи ги сите новини во рамки на европската регулатива. Некој што е изложен на 25. Значи такви состојби не се можни, бидејќи значи имаме контрола над работењето, доколку се случи инцидент, бидејќи пазете, овде имаме два параметри. Едниот е собствените средства, а едниот е побарувањето. Некојаш може да се случи поради привремен пат на собствените средства, коефициентот да се наруши. Меѓутоа, тоа е општо позната пракса. Ако имаме таков случај, се преземаат мерки во одреден временски период тоа да се надмине. Значи, банките ги следиме по два основа. Банките имаат обврска на редовна основа да не доставуваат извештаи, меѓу другото токму и за овој показател кој што вие го спомнувате, а исто така и по теренски и во текот на теренските контроли кои што ги правиме, значи главински подетално се проверува. Така да има ли случаи или нема? Никоја ни една банка не е изложена на 25% од во моментот според моите сознанија нема такви значи, случаи. Стабилно е во тој дел. Овде е крајот некаде на ова интервју. За крај ќе ви поставам уште едно кратко прашање, ве молам краток одговор. Вие сте првата гувернерка која што доби 81 глас во парламентот, гласаше и опозицијата и власта за вас. Чувствувате ли дека имате поголема одговорност од другите и дека треба да бидете поодговорни од другите, од претходниците своји? Искрено да кажам, функцијата гувернер е толку одговорна функција, значи одговорност за ценовната стабилност, која што пак клучна детерминанта на вкупната макроекономска стабилност, одговорност за финансиската стабилност, односно стабилноста на банкарскиот систем, ама банкарскиот систем е прилика 90% од целиот финансиски систем, така да јас верувам дека сите претходни гувернери чувствувале огромна одговорност, како што и јас, впрочем, чувствувам. Предизвик е за секој, меѓутоа одговорноста е огромна. Ви благодарам многу што бевте дел од Економскиот магазин. Ви благодарам на поканата. Тоа беше се за оваа емисија. Ние се гледаме за 7 дена во истиот термин. Вие останете со вестите на македонски на Алсат. Секој добро и довидување.